Предноста да бидеме во Божиот дом, верувам ја цениме сите браќи и сестри. Денеска во овој саботен ден повторно сме заедно да се учиме од Библијата, да изградуваме нашата вера во Господа. Песната која ја отпеевме, "Немој надежди да губиш", е мал вовед во денешната тема. Ќе зборуваме за неисполнети сонови или соништа. На почетокот сакам само два примери како вовед во нашата денешна тема. Едно момче по име Јован бил млад во најдобрите години. Бил млад и полн со живот. Бил врсен спортист, фудбалер и сонувал дека еден ден ќе заигра во некој голем европски фудбалски тим. Поред спортот студирал и на природно-математичкиот факултет и се радовал на својот живот. Едно лето решил да отиде на море, во Грција, на Егејското море, со своите пријатели. И навистина се радовал на животот, се радовал на годишниот одмор и заедно со своите другари заминале на Егејското море. А таму еден ден, пливајки, удрил со главата во песок и го скршил вратот. Се вратил дома, во куќата, парализиран, половина од своето тело. Кога беше посетен во болница, можеше да се види неговата избричена глава, неговото тело во метални шипки. Може да се видат неговите нозе, раце кои до вчера беа полни со живот, а сега така згрчени, парализирани. Ово момче се чувствувало разочарано, обесхрабрено, иако имало големи сонови, големи соништа за својот живот, да стане славен фудбалер, но тие негови сонови, како едноставно миурчења од сапуница, исчезнале. Животот е таков. Планираме, а преку ноќ може да се случат лоши работи. Еве еден друг пример. Сигурно за вас ништо не представува името Трој и Триша Борбриш. Тој е млад брачен пар кои се венчале на 18 декември 2004 година. 8 дена после нивното венчавање, тие отишле на меден месец на островот, на еден од островите во Тајланд. Тие биле полни со живот, имале многу планови за својот иден живот. Биле среќни и радосни, се венчале на 18 декември, но на 26 декември сите нивни заеднички соништа исчезнале кога во брановите на цунамито го повекле Трој во водата од каде никогаш повеќе не излегол жив. Така неговата господја, неговата млада дама, млада жена Триша останала млада вдовица, без својот маж, после 8 дена од нивното венчавање. Сите нивни соништа за среќа, заеднички живот, за нивната иднина исчезнале. Триша на погребот во својот говор ги кажала овие зборови: "Драги мој Трој, ти така трагично беше грабнат од мене 8 дена после нашето преубаво венчавање, но јас денеска ти ветувам дека секогаш ќе те сакам и ќе те почитувам." Браќи и сестри, драги присутни, овој живот во кој ние живееме е полн со вистински настани, со настани на луѓе кои преку ноќ ги изгубиле своите соништа, своите визии за подобар живот. Многу идеали, многу планови, многу надежи се преку ноќ уништени, зашто живееме на една грешна планета. Сето тоа може да го кажеме во еден збор: разочарување. Дали ние понекогаш сме дошле до таква точка во нашиот живот каде што сме се разочарале? Што е тоа разочарување? Разочарувањето е збор испишан на многу лица, на многу луѓе, било каде да се свртиме, без разлика во која држава да отидеме, без разлика во кое село, без разлика каде да се движиме, ќе најдеме луѓе со наведнати погледи, со разочарени лица, со обесхрабрени надежи. За многу луѓе, браќи и сестри, неисполнети животни соништа станале факт од нивниот живот. И некои не може да се помират, некои толку паѓаат во депресија што на жалост посегнуваат дури по својот живот. Денеска постојат подрачја во животот каде што ние можеби сме одгледувале голема надеж
ili nadeži, kada što sme očekuvali mnogo raboti, no ete nadešta se pretvorila v očajuvanje, uspeh v neuspeh. Naprimjer, za mnogo luge može da kažeme deka neizpolneta nadeše promašena karijera. Može ja sam planiral da bidam lekar, pilot, policajac ili nešto slično v životu, no ete to ne se ispolnilo. Može za nekoj vrabotuvanje, sakal da se vraboti na ta profesija, na ta rabota, no ete to ne se ispolnilo. Može bi nekoj sakal da se zapiše na fakultet, no ne uspjel da se zapiše na sakanje od fakultete. Može bi za roditelite razočaruvanje što nivite deca ne stanali ona što tije go posakuvale. Jednostavno decata si fatile svoj pravec. Može nekoj sakal da bude doktor, medicinska sestra, advokat, no nažalost tvojite ili našte očekuvanje kako roditelji ne si ispomnili. Može bi smo imali neki svoj drugi očekuvanje u životu, no nažalost ete to ne si ispomnilo. Može za nekoj neispolnet son je očekuvanje ili neočekuvanje, finansijski problem. Smo imali dobro finansijsko saldo u životu, no preko nog se slučili nekoj nepredvideni raboti i ete se slučila finansijska nesigurnost. Može za nekoja druga neočekuvana rabota se slučila i taka preko nog našte soništa ne se ispolnile. Nije danes, kak je spomneme 4 primjere od Biblijata. Braki i sesi, da vidime primjeri na luge, koji isto taka imale svoj planovi, imale svoj soništa, imale svoj nadeži, no nažalost ti raboti ne se ispolnili kako što tije gi očekuvale. Prvi od čovjek za koji sakam da zboruvame deneska je prorok Ilija. Ajde da otvorime vo prvata knjiga do Careviti, da gi čitame soništata ili stravovite na ovoj Boži čovjek. Da vidime so što toj se zanimaval, odnosno so kakvi problemi imal v životu. Prva knjiga do Carevite, 19. glava, kje čitam nekoliko stihovi od 3. do 5. a potom od 9. do 10. Evo go tekstot. Toj se isplaši stana i otide za da si go spasi životo. Dojde vo Virsaveja, koja je v Judeja i tamo go otpušti svoj momok. A sami otide den odenja v pustinjata, sedna tamo pod smreka, posaka da umre. Pratite gi dobrovi zborovi, braki i sestri. Sednal pod smrekata prorok Ilija i veli tekst od posaka da umre. Veke mi je dosta od sve, Gospode, zemlja mojeta duša. Zašto? Zašto ne sum podobar od svojite tatkovci. Potom legna i zaspa. To je do 5. stih i svega može da preskokneme od 9. i 10. stih ki gi čitame. 9. i 10. stih, eve što velat. Tamo vleze vo jedna peštera i prenokeva voneja. I ete, Gospodovi slova dojdo kaj nego. Što baraš ti tuka, Ilija? To je odgovori, revnuvav mnogo za Gospoda, za Boga na dvojnstvata, zašto Izraelevite sinovi go napuštija tvoj zavet, gi razurna tvojite žrtvenici, gi pogubija so meč tvojite proroci. I svega Ilija konstatira, negovite soništa padnale vo voda. To je svega razočaran i veli, ostanav sam. A ti je barat duri od mene da mi go zemat životot. Štovani, samo jedan den pred ova Ilija da go kaže. Ako čitate vo prethodните stihu, ke vidite da Ilija doživel kulminacija. Ilija bil na planinata Karmel, na gorata Karmel. Tamo se slučilo nešto mnogo ubavo za nego, za Božjot narod. Posle toga Ilija bega vo pustinjata. To je bega vo pustinjata. Posle ovoj nastan. Znači, kako odgovor na njegovata molitva, Bog pušta ogan od neboto, žrtva ta je spalena, žrtvenik od kamenjata, vodata, sve izgorelo. To je bilo slava na Gospoda. Ilija na vistina bil presreken. Ilija sega veroval, deka posle ovoj nastan, celiot Izrael ke se obrati, site ke stanat hристияни, сите ќе го следат Божиот пат, сите ќе се променат, ќе се вратат кон Бога. Илија се надевал дека сега кога Ахав тоа ќе го слушне, веднаш ќе прати порака и ќе биде примен во неговата резиденција, а на чело тамо на таа свита ќе седи Илија како почесен гостин. Меѓутоа, наместо палата
наместо верско пробудување, браќи и сестри, наместо прием во неговата резиденција, во резиденцијата на Ахав, што се случува? Илија е прогонет. Дошол весник, дошол човек во име на Ахава и му вели: пророче, еве ти порака од царот. И тој ја отвара, а внатре пишува дека главата ќе му летне, дека наскоро ќе биде Илија убиен. Илија очекувал нешто, Илија сонувал, браќи и сестри, но неговите соништа не се исполниле. Народот воопшто не се вратил кај Бога, туку уште полош станал. Царот Ахав наредува да Илија биде прогонет. А Илија и вели, еве да го прочитаме уште еднаш 10 стих. Тој одговори: ревнував многу за Господа, за Бога на двоинствата. Зашто Израел, односно израелите синови го напуштија твојот Бог, твојот завет, ги разурна твоите жртвеници, а јас останав сам. Браќи и сестри, кога некој ќе каже вакви зборови, тоа е знак на човек кој е во очајување, кој е разочаран, човек кој чии соништа не се исполниле. Овде Илија го доживел падот или паѓањето. Тој паднал, тој бил разочаран, неговите соништа, на жалост, не се оствариле. Дали понекогаш се случува и со нас, кога сме горе на врвот, а отеднаш нашиот живот оди низ брдо. Оди и го допира дното. Дали сме ние понекогаш слика и прилика на пророк Илија? Одиме на втората личност, која сакам да спомнам сега, тоа е Ноемина. Рута, 1 глава. Сеќавате за таа жена, Рута имала 2 снаи. По тоа е позната. Меѓутоа, ајде само да го читаме текстот, за да добиеме една мало предслика која била Рута, каде живеела и што се случило. Овде во 1 глава, од 1 до 5 стих, текстот вели: време, кога владеа судиите, настана глад на земјата, па од Јудиниот Витлеем, еден човек отиде со својата жена и со своите 2 сина да се насили во Моавските полиња. Тој човек се викаше Елимелех, жена му Ноемина и 2 негови синови Малон и Хелеон. Сите беа ефраци од Јудиниот Витлеем. Стигна во Моавските полиња и тука се населија. Тогаш Елимелех, Ноеминиот маж, умре и таа остана сама со своите 2 сина. Тие се оженија со Моавки. Едната се викаше Орфа, а другата Рута. И таму живеа 10 години. Тогаш умреа и Малон, и Хелеон. И така Ноемина остана и без своите деца, 2 сина и без својот маж. Ова е накратко, почитувани, историјата, кратката историја за Рута, за семејството на Рута. Тие живееле во едно многу тешко време. Време на постојни војни, време на постојни пресилби. Знаете, кога има војни судири, тогаш има многу бегалци. Рута со незиното семејство не можеле повеќе да опстанат во Витлеем каде што живееле. Сакале да отидат, да емигрираат, додат на запад, што би се ни рекло, на подобро место, на подобар стандард, бидејќи овде кај нив владеело глад, суша, војни, немало просперитет за децата. И денеска многу семејства велат: ајде да се преселиме на запад, тамо децата ќе имат иднина, тамо децата ќе имат просперитет, зашто е поблагословено и побогато. И ете еден ден Рута и низиниот сопруг Елимелех одлучиле со 2 сина да се преселат од Витлеем, а зборот Витлеем што значи? Куќа на лебот. Од местото кај што имало леб, ќе одат сега во Моавските полиња, а тоа е незнабожечка територија. Таму кај што Бог не се прославува, ниту се спомнува. Замислите, тие заминале во непознат крај, како бегалци. И колку години живееле таму? 10 години. 10 години. Меѓутоа, во Моав иднината не ми изгледала баш така пријатна. Првиот проблем кој се појавил, кој бил? Умира стожерот во семејството. Умира човекот, умира мажот, домакинот.
Децата веќе пораснале, ако имале 15 години кога тргнале и 10, таму веќе 20, преко 20 години се женат со Моавкењи. Не е било пријатно на Рута што тоа го направиле децата. Но ајде, секојаш имаме надеж. Надежта последна умира. Белким ќе почнеме еден нов живот на нова територија под нови услови. Ќе имаме среќен и благословен живот во туѓа земја. Но не поминало многу време, почитувани. Проблемите почнале повторно да се појавуваат. Рековме, првин умира сопругот, а потоа и двата сина. Се се свртило наопако. Со новите на Рута. Надежта што ја одгледувала, паднала во вода. Со ништо не исполнети. Катастрофа. Семена катастрофа. Ноемина станала вдовица во туѓа земја. Единствено охрабрување се Рута и другата сна Орфа. Тие одлучи да останат со свекрвата. Но набрзо едната се предомислила и се вратила повторно во својото роден крај, во своето пошироко семејство. Но другата одлучила, кај што вели 16-17 стих, каде ќе умреш ти, ќе умрам и јас. Каде ќе те погреба тебе, ќе ме погреба ти мене. Господ нека ми врати со секакво зло и со неволја, ако ме одели нешто од тебе. Знаете, она изрека, каде што си ти, таму сум и јас. Едноставно, другата сна одлучила до крај на својот живот да ја следи својата свекрва. Но, почитувани браќи и сестри, не поминало доста време, но Ноемина сватила дека незиниот живот станува се потежок и потежок во туѓа земја, и тоа во Моавска земја. Еден ден решила Ноемина да се врати назад. Ајде да читаме и што таа почнала да размислува, како почнала да размислува. Прва глава, 19 стих, па одеме понатаму до 21. Така заедно одеа додека не дојдоа во Витлеем. Сега, гледате, две жени спакувани, целиот свој имот го спакувале во мали торбички и закачени на стапови на грбот. Сте виделе бегалци како се враќаат, како одаат? 10 години на живот го спакувале во една мала торба. Дојдо во Витлеем, во куќата на левот, повторно се враќаат назад. А кога дојдо во Витлеем, сиот град се возбуди заради нив. Зошто се возбудиле мештаните, граѓаните? Зошто? Очигледно некој ги препознал, некој си предпоставил кој може да биде тоа. Ма ова ли е Ноемина? Прашаа жените. Кои реагирале први? Жените. Ја препознале. Дали е таа? Некој велил не, нема шанси да е таа Ноемина. Некој рекле да, она е. А таа им одговараше: не викајте ме веќе Ноемина, туку викајте ме Мара, зашто Седржителот ми исполни со горчина. Од тука, гледате сега, незиното срце го отвара, незините неисполнети соништа таа ги открива и вели: од тука заминав со полни раце. Какви полни раце имала таа? Има ли богатство? Немала финанси, но што имала? Деца, сопруг, семејство. Замина, вели, со полни раце. А сега Господ ме враќа со празни раце. Зошто ме викате Ноемина, кога Господ посведочи против мене и се мокни од ме завитка во тага? Замислете ја ова слика, браќи и сестри, две жени вдовици се враќаат назад во Витлеем. Може да ја замислиме таа гледка, таа слика. Напред оди Ноемина, како постара, позади неа оди снаата. Чекор по чекор, тешки оловни чекори се враќаат назад. За Ноемина тој пат е познат веќе. Таа тука пораснала. Таа ги знае сите кривини, сите дупки, сите улици. А за снаата прв пат се враќа во родното место на незиниот сопруг, кој сега веќе не е жив. Ноемина ја напуштила земјата или местото или градот со срце полно со надеж и со желба за подобар живот, а сега се враќа
со празни раце. Ништо не носи со себе, освен мало спакувано торбенце, а тука е незиното друго богатство и надеж, а тоа е снаата Рута. Граѓаните на Витлеем имале потешкоти да ја препознаат, зашто многу неволи поминале низ тоа избраздено лице и чело на Ноемина. Многу неволи, многу проблеми поминале. Таа не сакала повеќе да ја викаат по низиното име. А знаете што значи името Ноемина? На еврејски. Тоа значи моја пријатност. Она била пријатна жена. Додека не се случили тие трагедии. Значи зборот Ноемина значи моја пријатност. А сега и самата е свесна дека не може да биде пријатна. Кога животот ја прегазил, поминала многу неостварени соништа во незиниот живот. И таа сега предлага да ја викат Мара, што значи горка, горчливо. Нешто, срцето било исполнето со неостварени соништа. Незиниот живот бил приказна со неисполнити надежи и очекувања. Самата таа вели во 21 стих. Заминав со полни раце. Зошто ме викате Ноемина, кога Господ посведочи против мене? Браќи и сестри, еден друг превод вели, ќе го прочитам во оригинал. Одавде сам отишла пуних руку, а сада ме Бог враќа без ичега. Сега не се враќам со празни раце, се враќам, вели, со ништо, но подоста ние ќе се навратиме на овие примери. Ќе видиме дека од секое зло, од секоја негативност, од сите наши неисполнити соништа, Бог вади нешто добро. Само ни е потребно трпение. Потребно е да бидеме стрпливи, а Бог не заборава и кога ни е најтешко и кога нашите соништа не се исполнуваат, Бог е поред нас. Одиме на третата личност, а тој е случајот со Ана. Една многу пријатна девојка. Девојка која сонувала да стане мајка, да има пород, да има семејство, како и секоја девојка денеска. Во 1 Самуилова, одиме да читаме во првата глава од 1 до 8. Прва книга до Самуилова, овој настан ќе го најдеме овде. Овде од првата глава, односно во првата глава од првиот стих до 8 ги читаме следниве зборови. Има повеќе стихови, но јас само да добием една илустрација, една слика. Беше еден човек од Раматаим, софимец од Ефремовата гора, по име Елкан. Обратете внимание на името Елкан. Син Јероамов. И така, натаму одиме. Понатаму тој имаше две жени, името на едната беше Ана, а на другата името и беше Фенина. Фенина имаше деца, а Ана немаше. Тој човек се качуваше и искачуваше секоја година од својот град за да му принесе жртва на Господа на силите во Сило. Таму беа двајцата Израелеви синови, Офи и Финес, како Господови свештеници. Еден ден Елкан принесе жртва. Тој обично им даваше на својата жена Фина и на сите нејзини синови и ќерки жртвени делови. А на Ана и даваше повеќе еден дел, зашто повеќе ја љубеше. Интересно, ете, имал тој две жени. Едната била плодна, едната била неплодна. Ана доаѓала секоја година, пренесувала и таа жртви, но сопругот ја сакал повеќе, зашто ете била испатена, била измачена во смисол оптеретена, зашто нема деца. И таа се молела. И било скоро безпомошно да се моли понатаму повеќе. Немало повеќе причина да се моли, нема благослов. Оди секоја година, се враќа, нема резултат, нема услишување на низината молитва. Најмногу што оптеретувало Ана е тоа што другата сопруга и префрлувала постојано. И таа била дотолчена со тие зборови. Ти си ништо во семејството, немаш деца и така натаму. Години за години поминувале. Ана се враќала со скршено срце, сонувала, имала надеж, но низините соништа не се исполнувале. Изгледало како да остане за секојаш така. Колку пати ние, браќи и сестри, се чувствуваме како Ана во нашиот живот. Се молиме, постиме, даваме дарови, доаѓаме во црква. А како да Бог молчи, како да е Бог вработен, како да Бог нема време за тебе и за мене. Но еден ден сепак Бог одговорил. Го читаме 20 стих. Прва глава, 20 стих. Ана забремени и кога и беше времето, роди син, кога го нарече со името Самоил, зашто рече, го измолив од Господа.
Ovo prikaz na Ana, počitovaní dáva nádež. Srede koga sme razočarani, srede koga sme padnati dolu na dnoto, ima nádež, ima rešenje. Ova životno iskustvo Anani zborova deka Bog gi gleda našte skršeni srca, gi gleda našte griži. Našte griži na Boga ne mu se ne poznati. To i točno zna od početak do kraja, no čeka da se ispolni vreme to i to i da reagira. I togaš koga ke pomislime deka sme ostavljeni kako i sama ta Ana. Bog reagiral, Ana veli zabremeni. No, žalosno je, a treba da priznajeme, koga ke ne pritisne bolka, koga ke me ne volji, koga ke ne pritisne nekoj zdravstven problem, togaš poveke se molime, poveke razgovarame sa Boga, poveke vreme mu dozvoluvame da Bog bide vo našto srce. No, treba da shvatime deka Bog ne saka i togaš koga sme daleko od Njega i koga sme sosvima blizu. Božja ljubav je postojno ista, braki i sestri. Bog ne ograničava, сега te sakam 20%, сега 80%, a сега 100%. Bog ne saka postojno jednakvo. I vo vreme i vo nevreme. Samo našite čustva se togaš otapeni, koga nije sve dobro i togaš mislim neka možeme sve. A koga sme skršeni, koga sme padnati, koga sme razočarani, i togaš je Bog blizu do nas. Samo Bog bara da ga otvorime svoje to srce. Odime na 4. od nastan, a to je 20 učenici koji genogjame vo Luka 24. glava. To se 20 Hristovi učenici koji se vrakjale od Jerusalim. Se vrakjale i patuvale kon svoje to selo Emaus. To selo bilo neposredna blizina Jerusalim, što peški se odjelo, znači možda kažeme nekoliko kilometri od Jerusalim, se vrakjale nazad, si razgovarale među sebe, što bi rekli nije bile na pazar, i svega si razgovarat, si prat moabet, ono što go slušnale vo gradot ili što pročitale vo dnevnite vesnici. Luka 24. glava, od 13. stih ponatamo čitame. I ete v istio den, dvajca od njih odija vo jedno selo narečeno je Maus, oddalečeno 6 stadij, znači ne je to mnogo daleko od Jerusalim. I razgovara među sebe za sitove nastani. I dodeka ti je razgovara i se zaprašuva, sam Isus im se približi i odeše su njih. Interesno. Isus im se približil, a ti nego prepoznali. A razgovarali za Isusa. Za nastanite za vikendot što se slučile. A za vikendot se slučilo fakjanje, raspnuvanje na Isusa i voskresenije. No nivite oči ne im beše dadeno da go prepozna. Im reče, kakvi se tije zborovi što gi vodite među sebe? I zašto ste nažaleni? I сега ke preskoknam nekoliko stihovi. Odam tamo do 20. od ti objasnuvali kako našte sveštenički glavatari starešini go predadoa da bide osude na smrt i go rastna, a nije se nadevahme deka je to je onoj koji će go izbavi Izrael. I pokraj se to veke je tred den otkako stana ova. Ova ni go otkriva v natrešното voznemirovanje, braki i sestri, na ove dvajca, ove zborovi, a nije se nadevahme, nije planirahme, nije mečtejevme, nije mislevme deka toj ke napravi se, deka toj ke gi otera rimjanite, deka toj ke ni napravi nova država izraelska. A nije se nadevahme, a сега našte soništa propadna. Jednostavno, ovo ni go otkriva su što se zanimavale ove dvajca luge koji patuvale od Jerusalim kon Emaus. Su drugi zborovi, ne očekuvahme deka to Isus ke ne oslobodi od rimskata čizma, deka ke vospostavi novo carstvo, no ništo ne se slučilo do denešen den. Site naši soništa, site naši nadeži iščezna za sekogaš. Ovo mi zvuči, brake i sestri, ove zborovi kako na luge koji se vrakjat od grobišta. Luge koji se vrakjat od grobišta, su neisполнити sonovi, žalosti i taga nasekade naokolo. Во нивните очи, во нивните гласови се чувствувала тага, разочарување, се пропадна, а ние се надевахме, сета своја надеж во него ја подпиравме, а сега тој умре, беше раснат и ништо нема од тоа. Како што гледаме, браќи и сестри, како што чувствуваме, денеска
Кај да се свртеме околу себе, ќе наидеме на луѓе, на жени и деца со неисполнети соништа. Луѓе со скршени срца. Библијата е полна со такви примери. И тоа ни го кажува и токму овие 4 настани што ги јас сега спомнав во ова проучување. Но секако Бог, како што спомнав, не остава и тогаш кога ни е тешко. И тогаш кога можеби нашите соништа не се остваруваат, Бог е постојано поред нас. Само е потребно ние да ги отвориме нашите очи. Еден човек рекол вака: болката е Божи мегафон за глувиот свет. Знаете што е тоа мегафон? Преку кој се зголемува гласот. Болката е Божи мегафон за глувиот свет. Може би постојат и некои специфични причини зошто нашите соништа не се остварени. Може би ние сме мечтаеле, сме сонувале мегаломански сонови и Бог не дозволил таквите да се остварат. Еве да споменеме Ана. Ана се молела со години. Знаете кога Бог реагирал? Кога таа ветила дека породот, ако го има, што ќе направи со него? Ќе го вети на Бога да биде тука во црквата, во храмот да служи. И Бог веднаш одговорил на низината молитва. Бог имал посебни планови со тоа дете. Сакал тоа дете да биде на посебен начин воспитан. И Бог и дал правила. Бог и дал навистина упатства да се чува што ќе јади и што ќе пие. Во случајот со Илија, зошто дозволил Бог на Илија да го почувствува тоа студенило на земјата и да посака да умре? Знаете човек кога донесува таква одлука да умре? Кога? Кога е разочен, кога изгубил се. Илија паднал толку ниско. Бог дозволил, знаете зошто? Да го подсети Илија. И кога е на врвот да му каже фала ти Боже, и кога е долу ниско паднал во дупката своја, повторно да се потпира на Бога. Тој почнал да се потпира на себе, на својата сила, на своето знаење, на својата памет. И сега кога паднал, кога добил порака од Језавеља дека главата ќе му летне, тој заборил да се потпира на Бога и во тие тешки мигови. И затоа да бидеш храбар кога си на врвот, кога сите те аплаудираат и кога те ударат по рамото, добар си, најдобар си. Но кога никој не те поздравува, кога сите вртаат грб од тебе и глава, тогаш биди храбар, тогаш биди верен на Бога. Не е се едно кога сме со скршен дух и кога ни изгледа дека се оди наопаку во животот, да бидеме верни. Не е лесно, но мора да пробаме, мора да одиме напред. Во случај со Ноемина, браќи и сестри, на прв поглед изгледа дека Бог заборавил на тоа јадно семејство. Како Бог да ги отфрлил на маргините на општеството. Самиот Бог како да не се грижи за нив. Но ако малце подлабоко навлеземе во структурата, во низиното родословие и во животот на ова семејство, ќе видиме дека сепак Бог се замешал во тоа семејство. Ако го читаме самото родословие на Исуса Христа, ќе пронајдеме дека освен мажите Аврам, Јаков, Јуда, Давид, Соломон, ќе најдеме една жена по име Рута. Таму се спомнува во тоа родословие. Ќе видиме дека Рута е прамајка на Исуса Христа. Ноемина исто така добила благослов индиректно и таа ќе биде прамајка на Исуса Христа. Каков благослов, каква надеж. Во тоа семејство кое навистина доживеле разочарување, Бог видел алка во тој синџе на Христовото родословие и таа ќе биде ставена со златна алка, како што е Рута и Ноемина. А во случај со апостолите, односно со учениците Христови кои патувале за Емаус, зошто Бог дозволил тие да паднат во разочарување? Бог дозволил да паднат во разочарување со цел да им ги отвори нивните духовни очи. Тие биле слепи, тие гледале само римска власт и гледале царство Израилево, дека повторно ќе владеат, дека повторно ќе бидат силни. Тие мислеле дека Христовото доаѓање или целта на Христовото доаѓање е да ги отргне израелците, односно римјаните од израелците, да ги ослободи. Но Божја намера не била таа, да се тие физички ослободат.
Исусовото доаѓање на ова земја, браки и сестри, да не ослободи од гревот. Тоа е неговата цел. Да не ослободи од прангите, од замките на гревот. И затоа Исус дошол не да им го олесне животот, ним и нам денес, туку да не ослободи од гревот кој не притиска. Исус не дошол да ни го олесне животот без стрес, туку да ни го покаже патот кој треба да го следиме, а тој патот на верата, на добрината и на убавината. Тој не дошол да ни ги реши сите проблеми, туку да не оспособи полесно да ги носиме таквите проблеми. И затоа, ако и твоите сонови, моите, понекогаш не се исполнуваат, понекогаш може би паѓаат, како меурчиња се пукаат на сонцето, да сватиме дека Господ тогаш не значи дека не заборавил, туку е тој поблиско до нас. Само е потребно да ги отвориме нашите очи и да го препознаеме неговото делување поред нас. Господ нека ни помогне, браќи и сестри, да видиме и ние, да сватиме дека за сцената во животот на секој од нас Бог работи во наша полза. Бог има посебна цел со секој од нас. Тој дозволува да дојдат разни работи во нашиот живот. Не знаеме се зошто. Но во вечноста, за време на 1000 години, тоа го спомнавме пред некоја вечер, за време на 1000 години, тоа ќе биде време на поставување на прашања на Бога. Време на поставување на прашање на Исуса Христа. Зошто, Исусе, кога ми беше тешко, кога лежи во болница, кога паднав таму, кога сите крена раце од мене, кога ми се распадна животот, зошто не ми одговори? А Бог ќе ни даде одговор во вечноста за време на 1000 години. Тогаш ќе бидеме способни да го примиме одговорот, зашто денеска не сме способни. Денеска не сме храбри тој одговор да го примиме, зашто не може да го поднесеме. И затоа да се молиме на Бога да ни даде сила и храброст, да се одржиме и во деновите и во миговите, кога соништата не ни се остваруваат, но надежта нека биде секогаш поред нас. Бог е достоен за наша доверба. Нека Господ ни помогне да имаме целосна доверба во нас, зашто тој никогаш нема да не изневери. Нека му е слава и вечна благодарност на големиот Бог за тоа. Амин.